Драги мои пријатели и пријателки, здраво. Денеска наместо мој монолог, ќе слушате монолог и сведоштво на еден човек кој се јави во мојата емисија пред неколку години. Пред неколку години, тоа е 2-3 години откако започна короната, кога бевме во полициски час, кога ја наместо Абдал да си седам дома секоја вечер со народот, со гледачите, не ти тоа некој го ценеше. Но се јави еден гледач на кој му требаше раме, на кој му требаше човечки збор, на кој му требаше сочувство. Може би го оправда целото мое мрцварење за време на короната со публика што разбира, што не разбира, ваква или таква. Бидете внимателни. Содржината која ќе ви ја пуштам е тешка, драматична, нема да се чувствувате добро додека ја слушате, откажете се затоа што многу е вознемирувачко. Нема слики, само сведоштво на еден искрен човек од кој не останало едвај ронка живот. После сведоштвото од негово, ако сте го забораиле, сега ќе се потсетите. Тешки 10 минути следуваат. Жал. Никој не те прима без тест. Сутепавме давајќи пари по тие тестови, сите тестови покажаа дека е негативна. И ги прегледаа бубрезите? Дека е негативна. Сега, замислите сега. Креетот кој што лежеше жена ми, уште една друга пациентка лежеше, а третата таму доаѓа докторката и гледа на креетот што виси тоа картонот дека е позитивна, а лежи со здравите. А кажи ми, зошто жена ти каде беше примена и со која диагноза? Ми рече со срцето проблем, нели аритмија, ама и бубрезите. И тахикардија. Сега, од тук отидовме во нефрологија. Добро, окей, се пратива во нефрологија. Добро. Да провериме бубрезите. И? Не ве слушам. Прашувам и таму да ги провериме бубрезите. Лееше таму жена ми и установива дека едниот бубрек работи 65%, другиот 85% и бил многу оптоварен. Си ја земавме дома и немаше температура, немаше позитивен тест, ништо тоа. И нешто и падна тешко и ние викнавме брза помош. Брзата помош ја однесе во ковид центарот во инфективно во државна болница. Таму ја однесе во државна болница жена ми. И како што ви кажав, во тој ковид центар човек само може да умре. Навечер, на дежурни, само тие што стажираат, има доктори, други доктори што се со искуство преку ден работат на 2 смени така натака. Океј, може ли само за разјаснување на ситуацијата? Како е жена ви сега? Не, господине. Ми почина жената. Прекчера ја закопавме. Каде почина? Почина дома. Бог да ја прости. Добро. Почина во тоа инфективната болест почина. А дали утврдија што е? Дали се обидоа да ја спасат? Дали и дадоа лекови? Ма какви лекови бе, Јанко бе, никој не те гледа таму. Никој не те гледа, Јанко. Таму не дај Боже да одиш. Ама не ми се веруе, јас се извинувам, мислев дека само ќе искритикуваме и дека некако сте се извадиле, а жена ви починала. Од што почина? Јас сум жив сведок, јас ќе отидам, ќе кажам све. А од што почина? Почина со сите тие сатанати, затворен сандакот, ја закопавме жена ми и сега што се случува? Телефонот таму и го украле, телефонот го нема.
Мобилниот телефон. Имаше на рацете златни гривни и сребрени гривни. И тие ги снема. Јанко бе. Ова ли е држава? Слушај Ова ме. ли е држава? Слушај ме. Теја на 21 ја закопавме. Океј. Теја на Сочувство, 21 ја закопавме. застани малце. Човек. Тие покажува негативни дека се тестовите, значи не сме болни. Застани малце, само клучново да те прашам. Да. Каде почина вашата сопруга? Во корона центарот во државна болница, на инфективно. Што ви рекоа, од што почина? Корона. Од корона. Само да сумираме. Кога ја однесовте на кардиологија и на нефрологија, по тестовите она немаше корона. Немаше. А кога ја ставивте во соба, со една однесовме здрава, во ковид третата центарот. беше болна од корона. Тогаш она таму се заразила. И украден е телефонот и накитот од рацете. Да. Господине, што да ви кажам, едино утеха. Има Господ, има утеха и ќе дојде правда. Толку да ви кажам. Овие крвници на крај еден ден ќе мора да си поднесат рачун. Жена ми као деца се знаеме. Каква утеха, не помага утеха, Јанко, не помага утеха, душата ми плаче. Срцето ми плаче, Јанко. Срцето ми плаче. Не те слушам ништо, господине Јанко. Тоа е кај нас се случува во здравствениот систем, за нигде не е, за нигде, само пари да взимат. Доаѓаш на доктор, те гледа што носиш, дали му носиш бомбонjera или не му носиш бомбонjera, некоја мочана бомбонjera. За живот, Јанко, за живот. Не можам синовите да ги смирам никако. Срамота ова, држава ли е ова, медицина ли е, здравство ли е ова. Отидоме во Евро, во Николап, мокрача, крв негативна. Јас исто така се тестирав, крв ми зема мокрача, ја не бев позитивен, негативен бев. А жената ми отиде така, јабана ми отиде, што да ти кажам. Не знам што да ти кажам, Јанко, извини, молим те. Не можам да се смирам и се пугам. Децата не можам да ги смирам. Никој не те гледа, не дај Боже тамо да одиш во болница. Никој не те гледа, бегат докторите, се плашат и они да не се заразат, пошто ќе се заразат, ќе отидат дома и своите ќе се ги заразат. Оставени се луѓето сами на себе. Кислородна поддршка, каква кислородна поддршка? Со таа кислородна поддршка побрзо умираат луѓето. Кислородот возен каков е, кислородот каков е. Јас сум лаик, само трескам глупости можеби. Али мојата сопруга се знаеме од 600 години како дечко девојка бе, Јанко. 100 години сме биле заедно и да ми отиде така ефтино, ја ќе цркнам, не знаш, децата не може да се ги смирам. Срце ми беше, на мравка не газеше, Јанко, на мравка не газеше жена, срце ми беше жената. Сега идеме секој ден на гробиште, што фајде ако идам на гробиште, што фајде има ако идам на гробиште, да не дигнам од гробиште. Извини, Јанко, молим те, фала што ме сослуша, молим те, извини, живи и здрави да бидете вие и твојата фамилија. Това имам да кажам. И сите другите да бидат живи и здрави. Али ова не бива, не бива, као држава не бива. Треба некој од надвор да дојде,
да не окупира и да не стави во бражда и да не мрдаме ни лево ни десно. Лево сврти, ома шлаканицата да не опне треба. Тоа е, ние за ништо не бива каков Филипче, какви бакрачи. Никој за ништо не ги бива, само да пуна џеба и со пари и со мито. Јангове, те задржав, многу извини, пријатно, биди поздрав од мене, биди жив и здрав и чувај се, молим те, чувај се, не се шете, не контактирај со секого, не знаеш кој е здрав, кој е асимптомски болен е и пренесува на другите болести да ги пренесува. И дури после ќе покаже дека е развод, дека има корона. Пријатно да бидеш жив и здрав, фала ти што ме сослушал. Молим те, извини. Пријатно, жив, здрав да бидеш ти и твојата фамилија, да бидете здрави, чувате се, молим те, чувате се, пријатно, се негово. Затвори емисијата. Ја не знам што си направив да повторно терам оваа реминисценција за оваа година. До следното гледање, пријатно.